студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Локалните избори се на почеток од изборната кампања, па затоа да ја погледнеме и синоќешната изборна хроника. Кампањата за локалните избори тече со својата динамика. Предизборниот караван на ВМРО-ДПМН синоќа заврши во Кавадарци. Лидерот Мицковски се обрати до неопределените и членовите на СДСМ, кандидатот за градоначалник Јанчев за проектите. Сакам да се обратам до оние кои се колебаат или не планираат да гласаат. Сакам да бидам директен и јасен. Така им правите услуга на оние кои сакаат да живеат на грбот на татковината, која сакаат Македонија поделена и разединета. Така директно се охрабруваат оние кои сакаат власт без борба на концепти и програма, кои сакаат повторно тендери и предавство. Затоа одлучете мудро, излезете и гласајте. Уште од 20 октомври ќе отпочнеме со работа на тендерирање на 1,5 милион евра за гасификацијата. Гасификацијата ќе биде заедно со топлификација. Систем кој што е во Европа прифанат. Гасификацијата ќе донеси и заштита на екологијата, заштита на енергенски, заштита на нашите домаќинства, повисоки стандарди, помали трошкови. Кавадарци ќе добие и граничен премин на ниво на држава Пулевац. Граничниот премин ќе ни ги отвори границите и визијата кон Република Грција, кон 300.000 население. Така ќе го решиме и винскиот туризам, ќе го решиме и виното, и грозието, ќе го развиеме и економскиот план, ќе го развиеме и кожув, ќе го развиеме туризмот и целата тиквешија. СДСМ својот предизборен караван синоќа го заврши во Македонски Брод. Лидерот на СДСМ Филипче го обвини Мицковски дека не сака реформи во судството, туку партизација. Кандидатот за градоначалник представи дел од своите проекти. Го слушам вечерва Мицковски на една трибина, се заканува дека после изборите ќе менувал суди и обвинители и ќе апсал луѓе од опозицијата. И добро е што конечно ја кажа вистината. Тоа што ние година и пол го зборуваме, дека не сака да прави реформи, не сака да писне за реформите. Сака негово партиско судство, кое што ќе го контролира, преку кој што ќе прави монтирани случаи, преку кој што ќе апси луѓе кои што тој сака да ги апси, ништо од тоа што сакаат граѓаните. Нема реформи, нема независно судство. Сакам да му порачам. Мицковски, не се заканува и никој не ти се плаши. За учениците од Основното училиште Свети Климент Охридски. Ќе воведеме целодневна настава до 15:30 часот. По завршувањето на часовите, учениците ќе можат во рамките на училиштето да поминат корисно време во пишување на домашни, спортски екипни активности, еден платен оброк и помалку користење на телефон. Субвенционирање на трошоците за превоз на пензионерите за нивни екскурзии во други градови. Со одлука на Совет, секој млад човек во нашата општина, кој што ќе запише часови за полагање на возачки испит, ќе има право на финансиска поддршка во висина од 5.000 денари. Еднократен новенсток во висина од 15.000 денари за секој склучен брак на територијата на општина Македонски Брод. Активни на терен во текот на денот беа и независните и кандидатите на Левица и на Знам. Сега се завршени околу 30% од предвидените работи. Имаше одредени проблеми при добивањето на одобрението за градење, но сега сето тоа е надминато и останува да се завршат градежните работи. Со ова, сите отпадни води од Скопје ќе бидат овде прочистени и чисти
поднатаму пренесени во Вардар. Ќе зборуваме за проблемите, но ќе зборуваме и за решенијата. Никого не напаѓаме и уште еднаш ќе подаваме раката кон сите заеднички да ја решиме проблемот во општина Кочани и да направиме подобра иднина за сите, затоа што сакам живот во Кочани не е само парола, туку треба да биде и дел од нашето срце. Тој спортско-рекреативен центар што го зборат со години, 30 години, 29 години едноумијата го збори. Во општина, во Милодиновци, за сите села, така јас ќе го направам. Спортски терени треба да се прават секаде, паркови треба да се прават секаде, пошумување да се прави секаде. Голем простор и за домашни и за странски инвестиции во градот, развој на нови индустријски зони, по примерот на веќе потврдената индустријска зона Новини и Речици. Дополнителна помош на занаетчиството во град, реконструкција на двата зелени пазари, со барање на приватен партнер кој што би влегол во инвестиција на истите реконструкции. Совркената инфраструктура во Чаир беше една од темите и ветувањата на кандидатите за градоначалник на оваа општина од Вреди и од Дуи. Среднорочниот план е преку градење на подземни и надземни катни гаражи, точно се локализирани. Кај школото Васил Главинов се планира каде што има 40.000 метри квадратни површина, двоспратен подземен паркинг кој што ќе обезбеди 1000 паркинг места и целосно ќе го ослободи булеварот Џон Кенеди од возила. Потоа е градинката Росица, 20.000 метри квадратни, триспратен подземна катна гаража со околу 520 места. Потоа кај Чаирченка, новиот плоштад Лирија се предвидуваат подземен паркинг од околу 380, катна гаража кај Саат Кула исто така со околу 120 паркинг места. Се разбира и останати локации кои што точно ги имаме детектирано. Во текот на првата година од нашиот мандат, еден од главните приоритети по изградбата на булеварот Цветан Димов ќе биде трансформација на улицата Митхат Фрашери, поранешна македонска косовска бригада, во модерен булевар со должина од 1850 метри и ширина од 25 метри, во тесна соработка со градот Скопје. Овој булевар ќе има 4 сообраќајни ленти, патеки за велосипеди и пешаци, како и зеленило меѓу лентите. Тој ќе обезбеди поголема безбедност, функционалност и естетика за жителите, ќе ги намали деснењата и ќе ја зголеми ефикасноста на градскиот превоз. Новиот булевар Митхат Фрашери ќе биде директно поврзан со улицата Џон Кенеди, олеснувајќи го пристапот на студентите кон универзитетите и зајакнувајќи ја врската меѓу Чаир, Шуто Ризари и центарот на Скопје. Во следната фаза е предвидена и трансформација на улицата Џон Кенеди во булевар. Парањето за смена на обвинителот од страна на адвокатот на обвинетиот Нино Васев го одложи вчерашното судско рочиште за случајот онкологија. Одбраната оценила дека обвинението е нестручно и нема докази за вина кај онкологот Васев, па обвинителката побара одложување. Докторот Нино Васев бара друг обвинител да го застапува обвинението онкологија. Тој преку своите новоангажирани адвокати предлага предметот во кој е обвинет за несовесно лекување и тешки дела против здравјето на луѓето да го превземе државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Или, како што адвокатите напишале во предлогот, надлежноста да се предаде на јавно обвинителство во внатрешноста на државата. Одбраната оценила дека обвинението е нестручно и нема докази за вина кај онкологот Васев. Побаравме мислење и повторна реевалуација на двата обвинителни акти од државниот јавен обвинител, кој тоа право го има според законот, со аргументи и факти ставени во предлогот. И очекуваме дека тоа ќе го уважи, дека уште еднаш ќе направат комплетна реевалуација на двата обвинителни акти, или ќе побараат дополнување на истрагата, што е исто можно, или целосно ќе ги повлечат. Треба да ги повлечат, според наше мислење, актите и да заврши тука се. Обвинението за случајот онкологија го води Ана Гоговска-Јакимовска од Скопското јавно обвинителство. Откако го слушна предлогот на адвокатите, побара одложување на денешното рочиште, на кое требаше да сведочат роднини на починати пациенти. Како најголем пропуст, одбраната го забележува ангажирањето на претходникот на Васев, поранешниот директор Милан Ристевски, кој како технички советник помагал во работата на обвинителката.
Значи не може да оставите вие лекарот да ви кажува до крај што ќе биде и тој да го пише обвинителен акт. Вие мора да се запознаете со таа работа, да читате, да прашувате и да се обезбедите со нужно познавање на материјата која е предмет на обвинителните акти. Тоа овде не е направено. Судењето треба да продолжи идната среда, кога ќе биде и познато дали предметот онкологија ќе го преземе државниот обвинител како што бара Васев. Во случајот обвинети се и онколозите Симонида Црвенкова и Драган Јакимовски. И се судеше и на Мери Пешевска, но таа призна вина и доби условна осуда. Зоран Јаневски, Сител телевизија.